se. Rodi se svetlina, rodi se sonce, rodi se čovek, rodi se duša i rodenije bi. Кога за прв пат ја догледав планината, ми се затресе душава. Како да ја започнам приказната за светата Македонска гора, за светата обсерваторија Кокино. Ме поканија филјан луѓе да бидам седнат на еден од 5 камени престоли, кога сончевиот лачни стринишани го осветлува во родението на денот на сведен. Велми си помислив кој сум јас да го тревожам Бога, да се допирам до светлината. Велми ти благодарам, светол Господи, што сум дел од оваа Божја приказна. Во земново време, учени луѓе местото го нарекуваат обсерваторија. Тоа е збор кој значи исто што и древниот македонски збор театар. Место за гледање или место за правење атар. Место за дарување на својата љубов. Ми велат дека на Кокино има театар 2000 години пред Исуса Христа. И еве сум во прегратката на Светата планина, на родението на светлината. Големата Божица мајка, Адам од Говрлево, Орфеј, Дионис, Аполон, Исус и понатаму низ земното време, кон димензиите на светлината и љубовта во мајка Македонија. Патека до Бога. Те сакам светлино, те сакам планино, те сакам земјичке, те сакам вишно небенце, те сакам војце, те сакам сонце златно, ве сакам билки животни, ве сакам души светлосни, те љубам о свету, ги љубам димензиите на светлината и љубовта. Јас имам право да давам и да примам љубов. И ти, пријателе, брате, човеку, душо, соседу, и ти имаш право да бидеш љубов и светлина. Да бидеш тоа што си во длабоката твоја сушност. Верувај ми дека имаш право да даваш и да примаш љубов. Оваа приказна е вистинита. Се случи на 31 Златец, лето Господово 2010 во мајка Македонија и во скриеното катче на вашето срце. Тихувајте и светошепотете, чеда возлюбени. Ве бакнувам и гушкам горешто. Велми, вие сте светлината на светот, а јас, раб Божји, срцем и духом и душом својом молебствую, апостол на вистината. Ден се дени и роди сонце в зрак, оплоди нами све где годе и се присутната љубов. И сија светлост, лачи на слънце не огреат, благороден дух оплодит, и се присутна светлина просветлив духом, плодороден донеси ден, раздени, подени, наддени, ден над денови, свети ден, светлост и светлина в срцем нашим деноносим, донеси ден плодни, донеси плод,
ден донесен с Богом сонцем и мирос ја влачим слънчевим на сведни, месецом златним, ден боготворен на Светагора, планина наша, в нејна душа и в скут нејн, во утрова мајчице земја, земја света мајчица Божја Македонија, света и благословена и свегоде и свугде и свеживо се присутно Божјим духом, нек оплоди се в мир и духотворение Господне. Амин. Пресветла Мајко Божја, Господе дарителу на животот и светлината. Амин. И дари намо пресветли Боже лачем слънцем свети род, пород, народ се народи македонски и сите други на светата македонска земја, и свегоде и свугде и за секогаш и во веки векови. Аминуј, о Боже. И благодарам свети Боже за сонцем и војцом и земјом и ваздух и атер, светаја Божја љубов, што непродуховним створим душим Божјим создаде. И в скутот Твој кротам, планино светла, тихувам и свето шепотам в плодоносен ден. Сребреним нитком свети дух симнует се и ороди в души човечкој и утроби матерени наше Божице мајке земне и небесне. И амин. И благодарам свети Боже за плодност и мир Божји в нами и големата света мајчица Божја Македонија и свегоде и свугде и секогаш и во веки векови. Аминуј, о Боже. Пресветла Мајко Божја, Господе даритело на животот и светлината, оплодетене и спасетене. Ти сонце златно, на месец златец, врано ден што не обоготвори, благодарност за Тебе. И војце лечебна што те пиеме, благодарност за Тебе. И воздухче што те дишиме, благодарност за Тебе. И мајчице земјице, што не раниш и крепиш, благодарност за Тебе. И нека во нас за секогаш е и атерот светата Божја љубов. И благословувам во името Божјо, одар Македонија на четирите страни на светот и векот, нека биде светлина и љубов за сите, плодородие, мир во душите, простување, братство, сомилост, заедништво, духовна сила и спокојни дни во земното време, религија на дарување, песни и ора, леб и вино и славење на Бога. И Божјото царство нека ни царува во душите. И Божјото царство нека ви царува во душите. И Божјото царство нека царува во сите души се присутна на мајкава земја и се присутната љубов. Благодари ме, мили Боже, што ни даруваш плодност. Благодари ме, мили Боже, што ни даруваш плодност. Се во Твои раце, Господи. На здравје нека ние да сме живи и здрави, сите ние и сите свет. Амин. Значи, денеска присуствувавме на реконструкција на еден прастар обред, обред кој го изведувале преисториските жители на овој простор, чија задача било да се обезбеди плодност и циклична обнова на природата. Обредот бил изведен на тој начин што врховниот свештеник, веројатно и едновремено тој бил племенскиот поглавар, седел на престолот во момент кога утринското сонце го осветлувало. Овој обред е познат во науката како иерос гамос, свет брак меѓу небеското божество и земјата, обред, како што реков, кој имал за задача да обезбеди плодност и обнова на природата.
втор пат ми тоа на Кокино со Тихо. Јас сам изненадан која енергија се тука осеќа, колку е тоа битно и јако место. Пошто имам учествувано многу, кажам, повеќе странски експедиции за истражување, барање на енергетски скриени тајни и се спремаме тука во Кокино за неколку години по можност да се стават луѓе под хипноза и да барат било што, да речеме, јас верувам дека има и написи тука, голема евиденција е водена во некои пештери, сигурно се чува. Моето е да го кажам, тоа е енергетско место што не се раѓа на друго место, таа сила што може човек да осети. А најбитното од мојот живот, што сум најсреќен денес ми е точно во тоа време и роден ден, пред 62 години. Ако човек нешто ќе доживее толку јако, само може да го доживее на роден ден, на Кокино, на тоа јасно сонце, на таа убавина, на тој ветрец што дува. Не знам, посреќа нема од мене моментално, така се осеќам. Кокино духовен аспект представува место кое што најдобро би било да се објасни како еден портал меѓудимензионален кој што е надвор од времето и просторот, односно не е условен од физичките закономерности. Соодветно, пред тие илјадници години се случувале различни обреди кои што биле на некој начин во сооднос и корелација со вселенските закони, односно со законите кои што се испишани на небото преку звездите. На таков начин човекот имал се поголема поврзаност со вселената, односно со универзумот, соодветно ширењето на неговата свесност и воопшто на перцепцијата кон животот била на едно посебно повисоко ниво и имале еден поголем аспект во однос на почитување како на земната енергија, така и на небесната. Ако земната енергија е енергија на мајката, односно на ин принципот енергетски, тогаш небото е одлика на јанг принципот, односно машкиот принцип или евентуално таткото. Соодветно, таткото и мајката го раѓаат детето, а тоа е човекот како битие на креација од божественото кое што е создадено. На таков начин човекот кога веќе е во димензијата каде што влијаат силите на земјата и небото, овозможува собствена еволуција и соодветно доколку се случи еволуцијата на човекот, ќе се случи една преобразба, односно вдахновение и олицетворение на тројството во фигура на човек. Сакам да кажам дека за нас во ова време луѓето можат да доаѓаат овде и да прават различни молитви, евентуално медитации. Соодветно на енергетскиот систем тоа ќе се одрази со едно убаво расположение, но секако дека тоа ќе остави поголем трак, односно ќе овозможи ширење на чакрите, развој на чакрите, тоа се енергетски центри, прочистување на аурата и соодветно една поширока перцепција во однос на духовноста која што нормално треба да ја живееме. Кокино представува нешто што ние се уште не знаеме да го почитуваме и крие доста вибрации кои што всушност очекуваат да бидат восприемени од човековите битија. Но прашање на време кога човекот ќе дојде до ниво да може да биде редовно присутен и да ја конзумира оваа енергија која што тука се случува. Убаво е новој празник да се доаѓа, меѓутоа секако дека и било кога да се дојде, може да се направи истиот циклус на восприемање на земскиот тип на енергија, односно самата земјана енергија, која што преку коренската чакра ќе вникне во енергетскиот систем на човекот и ќе се направи поврзување со небото преку седмата чакра на човекот. На таков начин, кога се обединуваат двете енергии, се ослободува духовното срце, односно срцевата чакра и се овозможува поголемо влијание во однос на љубовта како највозвишен тип на енергија. Па добро, ова утро засвирев прв пат на Кокино едно свирче кое што свирче. Труба, тоа е Божја труба можеби, која е пронајдена во Охрид. И за нас и Паско Кузман тоа значи символ на изгубениот човек, затоа што веројатно кога се губеле рибарите по Охридското езеро, сигнализирале кој каде, значи не постоело шанса да се изгубат во маглите и невремињата кои ги зафаќале Охридското езеро. Меѓутоа во денешно време, во 21 век, тоа е најубавиот символ за
изгубеноста на човекот, отукеноста на човекот од самиот себе, од Бога и така натаму. Така да за мене е посебно задоволство заедно со тебе, Тихо. Ми беше задоволство и чест. Еве да го дочекаме сонцето, да го дочекаме овој убав ден. Значи пред 2-3 години неколку пати доаѓав со карината овде. Да го направиме свечен тој ден, нели? Така да мислам дека не послужи и време, бевме поблиску до Бога, барем еден чекор, што да кажам, беше преубаво. Да, ова беше, пак ќе повторам, свирче кое е пронајдено во Охрид, значи Паско Кузман ми кажа дека го нашол во депоата во Охрид, значи од Охридскиот регион, Охридско-Струшкиот регион, потекнува од неолитот, значи културниот слој на средниот неолит, значи, и го проценуваат повеќе од 7000 години, значи изузетно стар инструмент. И според можевте да чуете, според перформансите кои што самиот инструмент ги нуди, е сигнален инструмент, значи не е во смисла како окарината духовен инструмент, символ на духовноста, меѓутоа пак значењето да човек се спаси, да сигнализира, да бара помош и така натаму, повторно има Божјата волја, нели, да го чујат, да го приметат и така натаму. И затоа за мене сите тие, поготово тие два артефакти имаат огромно културолошко значење, кој што барем не сум сретнал во светот нешто слично. И ми се чини дури не е случајно сега во 21 век во овие ветрометини на непризнавање на идентитет и така натаму. Такви навидум ситни работи говорат многу повеќе од било која политика, од било која негирање, така да за мене овие инструменти се во оваа функција да го слават Бога, да го слават новиот ден и да го слават повторно човекот, затоа што се помалку ги има. Како не јас тоа веќе одамна престанав да се да барам да се лечам од фрустрација, затоа што два инструменти е премногу. Еден беше многу, па два се уште повеќе. Меѓутоа едноставно сватив дека тоа ми е задача, обврска кон Бога, кон небото, кон нацијата, кон идентитетот, кон македонското и кон на крајот на криштето, кон човекот, кон добриот човек. Заминувам или останувам? Не знам. Патувам низ себе, низ срцето и душава, кон светлината и љубовта. Кој сум јас? Кои сме ние? Каде одиме? Опити во земново време. Пеам во своето духовно срце и подавам дланка и ја милувам мајкава земјица и молепствувам. Те сакам, земјичке. Те сакам, воздухче. Те сакам, овојце. Те љубам, сонце моје златно. Те љубам, Македонијо. Те сакам, свету. Јас имам право да давам и да примам љубов. Затоа роди се светлина, роди се љубов, роди се Македонија, роди се свету и остани светлина, остани љубов, остани Македонија, остани за навек со светлината и љубовта поблиску до Бога. Со светлината и љубовта поблиску до Бога.